Како по традиција од Нова година па до Водици, службата за итна медицинска помош има зголемен обем на работа. Од една причина се неработењето на амбулантите за време на празниците, а другата е неконтролираниот внес на храна и пијалоци. Божикниот 40-дневен пост заврши, по кој оние кои постеле се враќаат на нормален живот на исхрана, но оваа промена на некои тешко им паѓа, посебно што по постот веднаш се фрлаат на храната што ја обожаваат, па јадат и колку треба и колку не треба. Во времето на празници, на таа семејна атмосфера, каде што се конзумира пообилна количина на храна, особено храна со поголема калорична вредност, мрсна храна, па се меша благо, кисело, солено, газирани, негазирани пијалоци, алкохолни пијалоци, така да малку организмот ние го оптоваруваме, така да особено кај повозрастните, па и кај помладите, тоа не останува без некоја краткотрајна последица. Па некои кои претераат или со храната или пак со пиењето, бараат наша лекарска помош. Замор, тежина, прејадување се најпрвите симптоми. За да не се оптоварат стомакот, желудникот, да не се покачи холестеролот и шеќерот во крвта, лекарите со препораки. Постот и од медицинска гледна точка е нешто многу добро за човечкиот организам, затоа што ние реално немаме проблем со нејадење на храна, туку имаме проблем со преголема количина на храна, која што не се особено на преголемиот број на калории непотребни кои што ги внесуваме. Па така препораката е, кога ќе заврши постот, полека, пробајте од се, но помалку, во мера, така да имате време, ден, два, три, не може во еден ручек или во еден ден да се проба секаква храна и се ние да изедеме. Периодот на адаптација ќе се олесни ако внесот на храна се ограничи и во првите 2 до 3 дена храната е нискомасна, а не треба да се заборави на овошјето и зеленчокот, да се внесува доволно течности, а конзумирањето на алкохол треба да е умерено.